Здраво на сите и добре дојдовте во нова епизода од подкастот Ти си следен. Наши гости денес се Давид, кој инаку е поранешен ученик на нашето училиште Саба, сега студира дизајн во Милано и работи на повеќе креативни бизнис проекти. Заедно со него е Иван Цветановски, кој е повеќе насочен на бизнис и IT сферата, кој воедно му е и бизнис партнер на Давид. Ќе зборуваме за нивниот пат, за нивните заеднички визии и како тоа две сосема различни полиња се спојуваат и создаваат една визија. Добре дојдовте. Добро ве најдовме, фала на оваа прекрасна прилика и можноста да сме тука и да ја споделиме нашата приказна. Како бивш ученик на Саба, ова е за мене големо задоволство и чест и надевам се дека ќе имаме добро обед. Сакаме прво да почнеме да зборуваме за Саба и за твоето искуство во Саба. И сакаме да ни кажеш какви спомени ти носи Саба. Па вака, јас пред да учам во Саба, учев во едно друго средно училиште, но по одреден сплет на околности, да речеме, мислам дека ми се појави прилика и можност и ситуација каде што за тоа што јас сакам да го правам и што го правев во тој период од животот, за мене имаше поголема смисла да бидам во Саба и ја направив таа одлука. И мислам дека тоа е една од најбитните и најголемите одлуки што можда и најголема што имав направено до тогаш во животот. И за мене Саба е еден преубав период во животот, затоа што стварно запознав многу добри другари кои што исто како мене моментално се студираат во странство, но без разлика на тоа ние сме во одличен контакт, секогаш се дружиме, барем неколку пати во годината ние се собираме и се гледаме. Така што тоа е направа нешто што ми паѓа за Саба, не знам, преубав период со многу проекти, многу луѓе, многу шетање, многу дружба и да, тоа е. Како и дали Саба влијаеше на твоите амбиции, на твојата самодоверба? Дефинитивно, затоа што мислам дека луѓето кои што беа дел од Саба, професорите, ми дадоа многу голема поддршка и стварно ме поддржаа во било што, значи не знам, и со самото тоа што ме праќа по проекти, прво и како учесник, потоа и неколку пати како лидер на самите проекти. Тоа за мене беше голема чест, бидејќи е огромна доверба на некој начин ти да носиш луѓе со тебе, да го организираш целото тоа патување, логистички да го испланираш. И дефинитивно ми помогна во мојата амбиција, затоа што ја поддржаа мојата амбиција да студирам у странство пред се и би рекол најмногу преку испраќање на тие проекти. Тоа ми потврди на некој начин, ми потврди дека таа амбиција што имаме права, затоа што тие беа стварно преубави искуства кои што на некој начин ми беа некоја индиректна поддршка со самото тоа што бев присутен на нив. И ние одиме на проекти и дефинитивно да разбираме што сакаш да кажеш со ова, но и сакаме да добиеме и некој совет што мислиш дека би ни користел на нас како сегашни ученици. Советот, мислам дека и поентата за тие што слушаат сега, ние пред овој подкаст имавме едно кратко обраќање према учениците на Саба и кога го планиравме тоа што точно сакаме да ви пренесеме на вас, прво нешто на кое што двајцата се согласивме дека ние сме можда малку повозрасни од сега учениците што сте тука, но пред многу скоро време бевме на ваше место и не сме нешто многу поразлични од вас, од аспект на и ние сме се уште премлади и правиме многу грешки и ќе правиме многу грешки, ама на секојдневно ниво правиме многу грешки, дали логистички, избор на материјали, бидејќи со тоа се занимаваме, избор, не знам, сликаме кампањи, па дали го објавуваме правото во право време и така натаму.
Ама едно нешто што можам да ве посоветувам и да ви го дадам како совет е дека според мене нема право време да се почне нешто. Јас почнав со ова да се занимавам уште пред да бидам средношколец, ама не е ни тоа битно. Битно е дека доколку осеќате дека имате некоја цел или визија или идеја или што и да е, нешто што осеќате од внатре дека имате потреба да го реализирате и да го направите, да го споделите со луѓе, како што беше мојата пасија, е тоа да го направите што побрзо, затоа што никогаш нема да бидете перфектни и никогаш нема да има право време за старт, туку правото време за старт е оној момент кога вие ќе одлучите да почнете и да ги прифатите сите предизвици кои што ќе ве следуваат, затоа што ќе бидат во голем број, ќе бидат тешки и ќе има грешки, ќе има падови, ќе има лоши моменти, ама затоа дупло повеќе ќе има и убави моменти за кои што на крајот на денот на вас ќе ви се исплати тоа што сте ги доживеале тие тешки моменти, бидејќи ќе ги вреднувате уште повеќе добрите моменти. Мене ме интересира како се запознавте. Ние се запознавме така што јас пред да го водам проектот Funcool Zero Budget кој што го водам со Иван, водев еден друг бренд кој што го почнав, мислам дека во 8 или 9 одделение, значи доста млад. И многу ми е мило што го почнав, бидејќи пак ќе се навратам на советот кој што ви го дадов. Најбитно е да се почне, значи јас го почнав тој проект, не знаев буквално што правам со него, само знаев дека сакам да правам мајци и дизајни, окей, као тоа е кул, ама знаеш после некое време малце знае да ти биде монотоно или знаеш да дојдеш до момент каде што окей, ќе имаш мајца, ќе ја продадеш, ама што е следниот чекор и така натаму. И следниот чекор за мене после некое време беа настани, бидејќи од секој сакав и сега тоа што го правим и што и да правам и да сум правил, сакам да биде окружено со многу луѓе кои што се наши истомисленици. Еден од тие истомисленици беше и Иван Цветановски, кој што го запознав на мојот прв настан во Скопје под Unknown Movement, што беше колаборација со едни мои пријатели кои што водеа еден Instagram page што се вика The Plug. Во 2021 година правевме настан во Скопје, pop-up shop, презентација на колекцијата која што ја спремивме со нив, кој што го посети Иван. И спонтано, органски, како и со сите луѓе што беа присутни на настанот, нели, затоа што си организатор мора да се помуабетите и така натаму. Јас со Иван се запознав и имавме многу добар муабет и секогаш после тоа, јас кога ќе сум во Скопје, додека живеев во Македонија, кога ќе сум во Скопје, што бев многу често, и Иван кога ќе биде случајно во Штип за некои други прилики, се сретнувавме и пред се бевме добри пријатели, сакам да кажам, и бевме во многу различна фаза во животот од која што сме сега и двајцата. Значи јас уште бев во средна школа, Иван факултет, завршуваше, почнуваше да работи и така натаму. После некое време Иван се пресели во Мадрид, повеќе ќе си кажам за тоа. И дојде еден момент, една од дружбите во Штип, каде што Иван така ептен од срце некако и искрено ми кажа дека многу му се свиѓа тоа што го правам и дека моментално се сеќавам во тој момент беше као сега не сум во положбата во која што сакам да бидам за да те поддржам сериозно како што сакам, ама сум близу до тоа и за кратко ќе бидам во таа можност и сакам да ми кажеш кога ќе бидеш спремен да направиме еден посериозен чекор, да се споиме, да ги направиме заедно сите работи кои што се најкомплицирани, да ти помогнам јас колку можам и со тоа една од главните идеи и визии на кои што работиме и моментално е да ги олесниме сите проблеми кои што ги имале луѓето што сакаат да се занимаваат со нешто слично на тоа ние што се занимаваме, дали е тоа производство, логистика,
достава, комуникација со клиенти, не знам, креативни совети и така натаму, да створиме една заедница на луѓе со кои што заедно ќе си помагаме, затоа што пак ќе кажам, не сме ние не ќе да се представуваме пред луѓе како вас, како експерти, туку сакаме да се представуваме како можда некој со малку поголемо искуство, и тоа да ви го пренесеме на најдобар и најефикасен начин, што според мене е преку разговори и дискусија. Да. Давид, креативниот дел, Иван, IT, колку е важен тој баланс? Па, еве, дали сакаш ти да превземеш? Многу интересен тој баланс поради тоа што луѓе кога гледат еве он дизајн и јас IT, преходно немав никаква допирна точка со бизнис. Прво многу различни карактери на некој начин се вложуваат во едното и во другото, но сепак имаме некои заеднички работи, заеднички вредности кои што ги од почетокот ги приметивме. Тоа почнува од најосновното, како од вкус за музика, за мода, за облека, за било што, за како нешто треба да изгледа, приметувањето на сите детали во одредени креативни процеси, на одредени детали што фалат, што може да се подобри. И баш во тој момент, кога гледаме двајца од различна перспектива, јас како IT што е малце по прагматично, малце повеќе дефинирано со процеси, го гледам тоа од една перспектива, Давид го гледа креативното од друга и има некоја кохезија заедно кога работиме, поради тоа што доколку креативец сам по себе пробува да заврши некои работи кои што сепак него не му лежат најприродно како тие процеси и тој бизнис дел и тој легален дел, мене повеќе ми одговараат. И наспроти од мојата страна креативното, сега што се гледал себе си како човек што многу почитува креативна работа, но никогаш не сум ги имал вештините потребни за да го остварам тоа. И сега на некој начин двајца да се дополнуваме со работите кои што ни фалеле, да речам, и ги акцентираме тие пасии што сме ги имале, а не сме можеле да ги оствариме. Јас креативното преку него, значи мене он моментално ми е како еден најдобрите филтри на моите креативни мисли што ги имам, поради тоа што како инженер малце сме ограничени од тој креативен инпут што може да го имаме на било каков продукт. И моментално тоа ми е една најубавите работи што ги имам, поради тоа што можам моето креативно да го изразам преку него. Исто како што претпоставам од негова страна, тоа што он го прави низ моја призма кога гледаме на тие работи, да можеме да го прикажеме низ луѓе на најразлични медиуми, дали е тоа веб, дали е тоа социјални мрежи, дали е тоа онлайн шоп или на било каков начин, али сметам дека двајцата имаме многу различни вештини кои што ги поседуваме, но заедно наоѓаме начин да работиме и се недополнуваме во работи што ни фалат. Добро, сакам да се навратам на вашите бизнеси. Прво, Unknown бизнесот, мислам дека мотивираше многу млади да почнат да прават и да креираат. И сакам да знам повеќе за бизнесот што е сега. Добро. Да. Вака, значи, една од главните причини зашто јас одлучив да студирам у Милано, дизајн конкретно, е затоа што преку Unknown Movement на мене ми се роди некоја љубов за целиот тој креативен процес околу осмислување и објавување на еден продукт во продажба, значи не е само дизајн на мајца, туку е каков тип на мајца користиме, како таа мајца ќе треба да ја искомуницираме, како ќе ја сликаме, каде ќе објавиме, колку фотографии, значи до детали. И кога одлучив да студирам у Милано и кога отидов у Милано, нормално, пошто е комплетно нова средина, ми требаше малку време да се адаптирам и така преку некои приказни и анекдоти се формираше Funkulo Zero Budget, кој што беше оригинално дизајн на мајца за Unknown Movement, ама поради тоа што излезе многу органски извор самата идеја од секојдневна ситуација, јас сметав дека и луѓето многу добро ја прифаќаа, особено италијаните, затоа што
Фанкула италијански збор. Сметав дека идејата треба да прерасне во нешто малку поголемо од само дизајн на мајца и тука во втора година преку еден предмет кој што го имав на факс конкретно за брендинг, јас оваа фраза ја конвертирав од само еден дизајн во еден цел систем и во една филозофија и во еден бренд кој што моментално репрезентира еден, би рекол, едно креативно студио, креативен колектив, мал креативен колектив кој што го шириме секојдневно. Во колективот сме јас и Иван, кои што имаме, да речем, спротивни улоги. И имаме еден трет најголем поддржувач. Најголем поддржувач и буквално најголем поддржувач и наш брат на некој начин, Дарко, фотограф, кој што ги прави, кој што за нас ги слика сите кампањи. И единствен критериум, јас би рекол, за некој да биде дел од нашиот колектив е тоа да има доволно цврста причина зашто го прави тоа што го прави, што и двајцата ние го гледаме во Дарко и тоа го знаевме уште пред официјално да станеме бренд и фирма. Главен фокус моментално ни се производите кои што ги вадиме под брендот, за кои што правиме стварно големи истражувања, многу проби додека стигнеме до финалните производи. Тоа ни е дел од филозофијата, дека за да се стигне до нешто добро, мора многу пати да сгрешиме и многу од тие грешки да ги адаптираме за да бидат дел на некој начин од финалниот производ, што е изразено и во нашите визуели, во кампањи и така натаму. И на страна од тоа, паралелно работиме и со клиенти, значи нудиме креативни услуги за креативни решенија, дали е тоа од најмали, иако практикуваме да работиме на малку подолгорочни проекти, значи затоа што сметаме дека најдобрите креативни резултати произлегуваат од ситуации каде што секој што е дел од процесот знае која му е улогата, знае што треба да прави. Отворени сме за идеи со луѓето што соработуваме и практикуваме да работиме со луѓе што се со истиот мајндсет, значи што сакаат да стварно да променат нешто, затоа што сметаме дека како држава ние имаме огромен потенцијал, само можда почесто што треба гледаме само да реплицираме нешто со кој што некој веќе бил успешен. Ние пробуваме да доведеме една нова, посвежа перспектива, каде што се инспирираме во местата каде што постоиме. Јас во Милано, Иван некое време во Мадрид, Дарко исто е нон-стоп надвор од Македонија и работи на сериозни проекти. И сите тие лекции што сме ги научиле во тој период, пробуваме да ги донесеме и нормално сите работи што тек ти ги учиме, ќе пробуваме да ги аплицираме и на некој начин да ја смениме културата околу креативниот дизајн, музички, секој уметнички, секоја сфера во државата, да дадеме нешто наше или, ако не е тоа директно произлезено од нас, да дадеме платформа за луѓе да може да креираат најлесно што може, без компликации од закони, без компликации од логистички аспект, без компликации од креативен аспект, без ништо, ние да им бидеме како некоја потпора за, дај Боже, да создадеме некоја нова свежа генерација на македонски креативци и интернационални креативци, затоа што соработуваме и со луѓе од цел свет, претежно преку моите неќам да кажам конекции, ама на некој начин моите конекции во Италија со колеги, со професори и така натаму, ние сме во постојан контакт со цел свет на некој начин и сметаме дека тоа е тоа што е најбитно да го пренесеме овде, а после и нашето да го пренесеме таму, затоа што и ние имаме некои работи на кои што луѓето се воодушевуваат, а се конкретно случуваат тука и се карактеристични за нашата држава, за нашето општество и на луѓето од странство им се интересни,
не сме ништо помалку од нив, напротив, ние сметаме дека ние сме само еден од тие глобални играчи во нашата сфера, без разлика тоа што доаѓаме многу помало и за жал понеразвиено место. Нашата задача е да го поставиме високи темели и со тоа да се позиционираме како некаков еден ден, дај Боже, авторитет меѓу сите тие кругови. Да, и исто сакам да додадам дека исто како што почна и мотивација иницијално, тоа што го гледаме тоа секојдневно низ македонци дека имаат многу креативен квалитет кој што поради дали е некоја ментална бариера или е само поради тоа што сме од помала земја па е малце поголем предизвик да се извадиш на светски пазар. Сакаме тоа што повеќе можеме во цела наша моќ да пробаме да им дадеме, како што кажа, да е платформа било каква каде што они најдобро ќе може да се искажат себе си, креативно, поради тоа што веруваме дека квалитетот во Македонија е на многу високо ниво, но поради тоа што сепак сме мала земја, мали градови, и малце потешко да се протнеме на тој пазар. Но како што одиме натака и како што доаѓаме во контакт, како што кажа, со луѓе од цел свет, од Италија, од Кина, од секаде во Европа и во светот, многу добиваме до знаење дека всушност квалитетот што е во Македонија е уствари на светско ниво, не е само балкански, не е само европски, туку е светски квалитет и сакаме да дадеме максимум што можеме да ги туркаме сите луѓе што сакаат да направат нешто, да може да ги исполнат своите цели. Дали би сакале да ни кажете повеќе за тоа што значи Фанкуло и за вашите производи? Да, Фанкуло сега, пошто сме во образовна институција, Фанкуло е значи истиот збор на Ф на англиски, што е најпознатиот збор на Ф. Знаете кој е? И уствари е како еден протест против, затоа што тоа е многу изразено во Европа, особено во Италија, каде што ти ќе, да речеме, дипломираш на некој добар универзитет, без разлика, и ќе те примат некаде на работа, ама мораш да работиш 2 години како практикант за нула плата, работиш за некои сериозни брендови фирми и така натаму. И ние сметаме дека еден од начините да глобалната креативна индустрија цута и да иде напред и да се даде повеќе слобода и да има и повеќе желба кај креативците да создаваат, е тоа тие да бидат платени, како што се сите други професии во светот, и дека ние не сме ништо помалку и дека ние нешто кога сработиме, па макар да и тоа и за некој наш пријател, дека е ферски да биде на некој начин компензирано, затоа што не е ништо помалку, можда не е физички толку захтевна работа, али сепак додаваме одредена вредност што треба на некој начин да биде компензирана, и оваа фраза е некој протест против тоа што сметаме дека се случува и на некој начин сакаме да го промениме, и е присутно во многу сфери, не само во креативни, ама особено во сите креативни сфери. Значи, дали си диџеј и некој сака да пушташ музика, ама може да плати се освен тебе, тоа сметаме дека не е фер, или си која беше мојата приказна, мене ме праша да снимам едно видео за едни луѓе во Италија. Јас имав работено на такви слични проекти веќе во Македонија, за кои што бев платен, и сметав дека во поразвиена држава и средина и повеќе финансиски спремна од Македонија, ферски е јас да потржам исто да бидам компензиран. Тие не се согласија со тоа и така се создаде оваа фраза, и од прилика е тоа. Пробуваме да ја иако е доста провокативна и можда и нијанса некултурна, ама тоа е некој, сметаме дека во вакви пораки мора да се имаат некој посебен карактер, и ние сме задоволни што е наша. Да. Да.
Кој би бил најголем предизвик до сега? Најголем предизвик сега и уште го туркам Да. истиот предизвик. Актуелниот предизвик. Актуелниот предизвик кој што се соочуваме, тоа е глобална дистрибуција. Значи, тоа е нешто што го соочивме како проблем уште од почетокот, не само за нас, туку и за многу луѓе од овој простор. Поради тоа што живееме во доба кај што, да речеме, за Америка или за Европа е многу поопипливо да се направи Shopify акаунт и да се продава многу лесно и многу брзо и без многу ефорт за спремање на целиот процес. Но поради тоа што сме во Македонија и доколку сакаме тоа да го правиме со македонски легален ентитет, има одредени пречки кои што не секаде може да се најде лекција како да се справиш со тие и единствениот начин како да се справиме со тоа беше да пробуваме лево десно и да видиме што ќе успее, што нема. Значи нашите мислења и ставови се сменија 100 пати од кога почнавме на таа работа да работиме и верувам дека уште 100 пати ќе се сменат пред да имаме целата мрежа што сакаме да направиме за да можеме нашите продукти да ги праќаме до било кој човек во светот. И тоа е една од работите кои што видовме дека фали одреден шаблон кој што треба да им се даде на луѓето од овој простор, да може да го искористат и да не треба да ги поминуваат оние истите проблеми што ние ги поминуваме сега. Така да мислам дека тоа би рекол дека е Дефинитивно, да. најголемиот предизвик, што мораме да бидеме искрени, веруваме дека сме при крај на решавање на тој проблем, но како што искочи до сега, очекуваме и тука може да има дополнителни предизвици, но што и да искочи, сме спремни да се справиме со тоа и да искочиме на крај со тоа и да имаме шаблон кој што можеме ние да користиме пред се, а и сите други кои што ќе сакаат кои што ќе се обратат за помош. Фала што ни споделивте за вашите бизниси, но сега би сакале да ве прашуваме повеќе, можеби за вас лично или поопуштени прашања на некој начин. Да, слободно. Што е една работа што би ја жртвувале за да стигнете до целта? Може јас да почнам со ова? Почни. Слободно, пошто јас треба да размислам. Да, значи може да звучи како основно, ама сите луѓе што ме знаат, особено поблиску, ќе се сложат со тоа дека најголемата жртва за мене моментално и веќе последните 5 години од кога работам е спиење. Така да особено поради тоа што кога се пробува некоја ваква работа да се истера на прав пат, финансиите не доаѓаат одма и најчесто треба да се има други извори на средства за да може да се опстане и најчесто ова што го работиме не е 9 до 5, туку е од 5 до 9. Да. И сите тие работи се доколку не го вложиме тоа време и доколку не ги направиме одредените жртви, како спиење, но исто така морам да кажам и блиски комуникација со блиските луѓе жртвуваме премногу. Значи ја можам да кажам од моја перспектива како комуникација со моите, комуникација со друштво, комуникација со девојками, колку ситуации имало каде што не се можело да се искочи, не се можело да се оди на некаков настан културен било што само поради тоа што си имало работа. Да, и баш пред околу месец дена имавме еден од најголемите предизвици до сега, кој што затоа што се вклучени и некои други луѓе нема да одиме во детали, ама не беше до нас, имавме еден предизвик. Иван беше со девојка му на одмор во Милано, значи ама пошто претходно неколку пати веќе беше во Милано и пред да дојде ми кажа, вика, слушај, ние се сакаме и сето, ама овој пат ќе бидеме јас и девојка ми на одмор и имам право еден од, не знам, 5 дена да имаме состанок и јас едва го чекав тој ден. Ама се случи овој проблеми и предизвик и за жал, мене ми е тоа, мислам, не е никој крив, али сепак не сакав јас да дојде до таква ситуација, али имавме проблеми и Иван мораше малку повеќе од еден ден да биде вклучен во нашиот бизнис, а не да ужива. Али од друга страна, како што каже Иван, мислам тоа со спиењето не ни треба да се спомне, пошто е и него ни кажуваме како јас сметам дека не е тоа жртва и не е нешто за кое што треба да се жалиме, тука е едноставно дел од процесот, иако
ние не го гледаме како проблемот кој што се жалиме, затоа што сме свесни дека тие едноставно чекори, не можеш ти да ги смениш, затоа што јас имам факултет и Иван има друга работа која работи, и ако сакаме да го донесеме нашиот проект на нивото кое што сметаме дека заслужува, мораме да ги одвоиме тие екстра 5, 6, 7, 8, 10 часа дневно, за да ги направиме сите потребни работи и да дојдеме до резултатите. Што значи успех за вас? Тешко прашање. Успех конкретно за мене во ова што го работиме, сите ќе кажат наједноставното тоа е да биде успешен бизнес, да направиме пари. Да, сите сакаат до тоа да стигнат, но да биде тоа единствената цел која што сме имале, јас и Давид дури после недела дена дури ќе престанавме да работиме. Кај мене таа цел е поради тоа што сум го приметувал како огромен фан на музика во Македонија. Претежно од тоа колку луѓето во Македонија немаат поддршка за да го иструкаат нивниот труд на пазарот. И за мене најголем успех е доколку ние барем на било каков начин им го лесниме тој процес на луѓето од регионов, поради тоа што доволно е тежок како што е, и ние, барем јас мојата улога ја гледам еве и преку соработката со Давид, баш тој директно тука сакам да го израз, неговата креативна работа да ја видат луѓе низ цел свет. Исто како што понатака да дадеме шаблони за луѓето од регионов, да добијат таа шанса. Да, јас би се сложил со тоа и мислам дека заедно со Иван ја делиме генерално истата главна цел, а тоа е, како што кажавме, да им дадеме платформа на сите луѓе што сакаат да прават нешто слично на нас или без разлика, не мора да биде слично, нешто со кое што ние можеме да им помогнеме на некој начин, да створиме некаква платформа за Македонија, да ја доближиме малку и да ја позиционираме меѓу сите други гиганти како еднакво битен и влијателен играч. Благодарам многу. Навистина беше инспиративно, навистина ни ги отворивте очите, мислам, за многу работи и ни е многу мило што вака разговаравме и мислам дека ова ќе сака да го слушне секој млад човек. Ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст. Ви благодариме и на вас. Со среќа со сите испити, тестови, испрашувања и за било што, еве директно да ви кажеме дека може да ни се обратите, ако сметате дека може да ни помогнете или да ви помогнеме. Ние сме отворени за соработки. Тоа таков потек од ваша страна би не донел на чекор поблизу до остварување на нашата цел, затоа одлучивме и да дојдеме во Саба и се надевам дека ќе има следна прилика со по муабетот понапредна фаза од нашата приказна. Да. Поради тоа што сега нашата приказна е во се уште почетна фаза и баш и ради тоа ми сметаме дека е интересно за студентите на Саба да го слушнат тоа, поради тоа што не сме во многу далечна фаза тоа што секој од тука би се сретнал за неколку месеци или неколку години. И сите тие проблеми кои што ние ги применуваме сега, било кој што и да почне да сака да направи сам, ќе се соочи со истите проблеми и како што кажа Давид, сме отворени за било каква помош и да ми треба на било кој што гледа и за вас. Како можеме да помогнеме, ќе помогнеме најмногу што можеме. Благодарам. Благодариме на вас.